Одделението за имотно-правни односи во Кочани има уште 3000 незавршени предмети за легализација. Дел од нив се обработуваат, но дел не можат да мрднат поради некомплетна документација. Ова беше констатирано денес при посетата на директорот на Управата за имотно-правни односи на подрачното одделение во Кочани. Оттаму тој на граѓаните им порача, за да легализираат, најнапред мора документите да ги комплетираат. Би апелирал до сите оние кои што имаат поднесено барање за приватизација навремено да ги доставуваат доказите кои што управата ги бара од нив, за да може во најскоро време и да се донесе решение за приватизација. Освен граѓаните зависни од работата на управата е и општината. Знаете дека сите наши проекти се врзани со постапка за експроприација, постапка за земање на кориснички права, за да можеме да ги реализираме урбанистичките планови и урбанистичките планирање на општината, а се со цел развој на општината и развој на пред се на индустријските капацитети, за да можеме да ги подобриме економските услови во општината. Освен што контролираше, Крстановски денес во Кочани ја промовираше и алатката "Притисни црвено копче ако имаш имотно-правен проблем". Така што сите оние граѓани кои што и физички, значи и правни лица кои што се соочуваат со проблеми од имотно-правен карактер, кои што се, да кажеме, долго време по институциите се обидуваат да ги решат, излегуваме во пресред како Управа за имотно-правни работи на нашите контакти кои што се објавени на веб страната на Министерството за финансии, да не известат, да побараат средба, состанок, да информираат за предметот, а ние дополнително ќе ги контактираме, ќе обезбедиме податоци доколку е потребно и од други институции со цел да најдеме решение. Претходно контрола на работењето на подрачните единици имаше во Берово, а наскоро ќе ги има и во другите општини од регионот.